Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги мои, како сте? Ве поздравувам со најава за 9-тото издание од серијалот Патот до обновен ум. Верувам дека со досегашните информации се трансформирате и го обновувате вашиот ум. При овој процес согледуваме дека имаме пукнатини, распарчени делови во нашиот ум кои расфрлени на повеќе страни резултираат со внатрешна борба. На некој начин сме поделени во нас самите, односно имаме конфликт во самите себе. Тоа не би требало да е случај, но нема човек што е совршен на секое поле. Па затоа, потребно е да се стремиме кон состојба на благосостојба, а тоа е возможно само доколку се трансформираме секојдневно. Една од најобесхрабрувачките работи во нашиот живот е тоа што се случуваат работи кои не се според Божјата совршена волја за нас. Тоа се случува често. Не сме секогаш во совршената Божја волја. Постојат секакви сили кои работат против нас постојано. Ако не му дозволуваме на Светиот Дух да ја диктира неговата волја и како треба да одиме во секоја ситуација, ќе застраниме од патот, дури иако тоа е сосем малку. Постојат сили кои упорно работат и се обидуваат да не турнат и пренасочат од вистинскиот пат. Така е во овој паднат свет. Секој треба да го знае ова. Да се биде усогласен, односно управуван со овој свет, значи дека не обликуваат во нешто што не е она што Бог ни го одредил, односно не сме обликувани според неговиот лик. Според овој свет, ние сме обликувани во слика која не е Божја.
Ако не си дозволиме да бидеме трансформирани, односно променети, тогаш не постои можност да расудуваме, односно да ја знаеме Божјата волја. Многу мина од нас застрануваме од патот, а не сме свесни за тоа. Тоа е од причина што не знаеме што се случува во духовната сфера. Кој стои позади злото? Токму заради тоа нашиот ум треба да биде обновен, трансформиран преку Божиот збор, преку вестината. Не можеме да се трансформираме доколку немаме разбирање. Разбирањето се добива преку мудроста. Во посланието до Колосијаните пишува: мислете за небесното, а не за земното. Менталното здравје е од огромна важност. Нашиот ум, нашите мисли. Каде што ни се мислите, таму ни е срцето. Тоа што го мислиме, тоа усно го изговараме. А тоа го трасира нашиот правец. Нашиот јазик е кормилото, како што стои во Јаков 3 глава. Земете ги бродовите за пример. Тие се толку големи, а сепак, кормиларот со мало кормило ги води онаму каде што сака и покрај силните ветрови кои ги движат. Така е и со јазикот. Мал орган е, но голема штета може да направи. Едно жарче може цела шума да ја запали. Јазикот е оган, најопасен од сите наши органи. По состојба е целото тело да го опогани. Јазикот може целиот наш живот да го запали, бидејќи се пали од самиот пекол. Со јазикот го величаме нашиот Господ и Татко, а со истиот јазик ги колнеме луѓето кои што се создадени според Божјо подобие. Од иста уста излекуваат и благослови и клетви. А Исус Христос ни рече: и ви велам, дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Оти по зборовите своји ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. Дел од нашето секојдневие е користењето на несоодветни изрази во одредена ситуација, сметајќи дека тоа е шега. Во тоа се гледа нашата несвесност во употребата на зборовите. Ако постојано лажеме, другите ќе знаат дека тоа може да го очекуваат од нас. Прашањето е дали ќе ни веруваат кога ќе кажеме вистина? Секако дека не би ни верувале. На тој начин нашиот збор ја губи вредноста. На тој начин нашиот вредносен систем е изопачен и неправилен. Доаѓа до контрадикторност бидејќи нашиот дух е фокусиран на небесното, а нашиот ум на земното. Тука се јавува конфликтот во самите нас. Во Ефесијаните 2 глава пишува: но Бог, богат со милост, поради големата си љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе со Христос и не воскресна со Него и постави на небесата во Исус Христос, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат, во добрина кон нас преку Исус Христос. Треба да се фокусираме на небесните работи, бидејќи таму е вистинскиот свет. Овој свет е само копија на тој свет, или подобро кажано, наликувана макета, која може да биде изработена од пластика, хартија или некој друг материјал. Тоа е само макета, а не вистинската работа. Токму заради тоа треба да се обликуваме спрема небесното, а не според овој свет. Како што гласи стихот: не управувајте се според овој век, туку трансформирајте се преку вашиот обновен ум,
за да дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. На овој начин може да согледаме што е она што кај нас треба да го промениме. Според кој стандард ќе се водиме, дали според небесниот или според овој земскиот, кој е погрешен. Дефинитивно земскиот стандард ни влија негативно. Нашиот ум е полн со погрешни сваќања, гледишта, верувања, представи за нештата, лаги, изместена вистина, трауми, негативни случувања и така натаму. Не знаеме како да го преработиме сето тоа, како да го восприемиме, како да го решиме, како да го поправиме. Всушност креираме друга реалност, а може би повеќе реалности во нас. И на овој начин сме блокирани. При ваква состојба, злото се повеќе ја комплицира ситуацијата и лесно зазема упоришта во нашиот ум и постојано не напаѓа. А ние не знаеме кој не напаѓа и од каде доаѓа нападот. Постои небесен стандард според кој треба да живееме. Доколку живееме според тој стандард, ќе треба да направиме подесувања, порамнувања во нас и со нас, а тоа го правиме преку Божиот збор. Лекувањето, промената доаѓа што ми ја знаеме вистината, кога се освестуваме и започнуваме да живееме според совршен стандард. Се враќаме на вистинскиот пат, како што укажува во посланието Филипјаните 4:8. А понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислете. А во прво послание на Петар 4:7 стои: крајот е близу, затоа бидете трезвени и ревносно молете се. Тоа значи да бидеме внимателни, да ги контролираме нашите мисли и емоции, да бидеме ориентирани кон целта и да се стремиме кон повисоко, подобро, побожјо. Зошто? Затоа што на тој начин ќе имплементираме Божјата волја како на небото, така и на земјата. Треба да се подсетуваме на тоа секој ден, да не дозволуваме никаква зла сила да не отргнува од патот, да не бидеме токсицирани од случувањето околу нас, од она што ни се пласира како вистина, а не е.
Не можеме да го видиме патот доколку нашиот ум е поматен. Во послание до Тимотеј 1:7 пишува: Зашто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и разбраност. Ева не ги контролираше своите мисли. Остави да биде замаена, завлечена од предлогот на змијата. Таа воопшто не се ни спротистави, таа воопшто не требаше да разговара со змијата, не пак да го прифати незиниот предлог. Во Евангелие според Лука, Исус прашува: Што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? А во прва книга Царство 18:21 стои: До кога ќе кривите на две страни? И од двата стиха заклучуваме дека ние сме неодлучни, променливи, не стоиме на една страна, туку се луламе и лесно преминуваме од една на друга страна. Мислите не ни се фокусирани во вистината. Контраверзијата што ја создаваме ни наметнува сомнеж. Сомнежот збунетост, а збунетоста неодлучност. И така резултатот е застранување од патот. Небесниот татко не создаде совршени, за да разпознаеме вистината од лагата, која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Зарем не е така? Зошто да се сообразуваме со лагите на овој свет, кога можеме да живееме според Божјата вистина и реалност? Ако дозволиме да бидеме манипулирани од нашите чувства, емоции, тогаш нештата ги гледаме преку погрешен филтер, кој може да биде филтер на нашето минато и не можеме да ја прикажеме нашата целосна слика, затоа кои на вистина сме. А Светиот Дух сака да не ослободи од синџирите што не држат во уназадување, во ограничување. Мораме да го поставиме нашиот ум да биде во умот на совршените Адам и Ева, пред да погрешат, како што Бог ги направил совршени. Ние го извлекуваме Божјото Слово од страницата на Библијата и го правиме димензионално во нашиот дух, за да можеме да ја сватиме вистината. Ако чувствуваме и насетуваме во нашиот дух дека треба да побараме нешто или дека треба да имаме нешто, тогаш треба да го вербализираме тоа. Мораме да го следиме небесниот татко, да ја земеме сета наша енергија, како духовно, така и душевно, во нашата душа, нашето психолошко царство, и физички, и да ја воспоставиме Божјата праведност. Но, за да произведеме плод, треба да бидеме подкастрени, што значи дисциплинирани. Постои можност секоја молитва што ја молиме да биде услишена, и тоа е затоа што нашиот молитвен живот е поврзан со него. Нашите молитви, нашите желби се негови желби. Треба да се молиме во духот, бидејќи тој го заобиколува нашиот ум. Исто така, треба да бидеме концентрирани на фактот дека сме избрани, именувани и дека таткото сака да ни даде се што бараме во името на Исус Христос. Бог поставил во нас вечен живот. Тој рече дека неговата слава се открива преку нашите предадени животи. Светиот Дух сака да не одведе во откровение, за да немаме точка на задушување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,